Стадион. Емисија за вашата вистина. Се дека се случува параноја во собранието, која што сака да наметне опозицијата и во целата јавност, нема да имаме квалитетни закони и нема да имаме промени кои што ќе значат подобрување на условите на живот на граѓаните, без разлика дали се работи за здравство, за животна средина, за правда или за некоја друга област. Да идеме во Штип. Господин Левков, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме. Како сте? Голем поздрав до студио, благодарам за поканата. Го слушавте ваш колега. Имавте прашање во Старторен, слушател, зошто се однесувате така биполарно или повеќе поларно? Барате одложување на пописот, а го повлекувате законот за поништување на законот. Кој не е повлечен, останува во процедура. Нашиот предлог со кој што бараме одложување, односно поништување на законот за попис на население станови, останува како предлог закон. Чекаме да биде ставен на наредна седница и да се гласа по него, и ние се надеваме, односно се залагаме за одложување на пописот. Параноични или параноично го нарече вашето однесување Коцики? Коцич, да, само што го слушав, колегата Коцич, чекајќи овде во студио да бидам вклучен. Па зарем и за екологија блокирате? Екологија треба сите да имате заеднички став. Голема поздрав до колегата, меѓутоа вака кога го слушам како да се јавува од член на парламент од некоја нордиска земја, како да не се наоѓа, како да не работиме во истиот парламент, колега Коцич, ги слушна вашите зборови. Параноја, ние сме работеле параноично, па дали воопшто дали станува збор за истиот збор, за истото значење на зборот параноја? Јас колку што знам, параноја е ширење на страв. Дали вие вчера си го слушавте вашиот премиер во собранието на пратенички прашања? Дали го слушавте премиерот Заев? Ние внимателно го слушавме кога баравме одложување на пописот и кога споменавме дека не може да се тера со попис во ситуација кога имаме трет бран, во ситуација кога немаме вакцини, во ситуација кога имаме единствените вакцини се донираните вакцини, во ситуација кога не сме започнале да го спроведуваме ни националниот оперативен план за вакцинација. Тој рече, кој гарантира дека ќе престане пандемијата во септември? Кој гарантира дека ќе престане пандемијата напролет 2022? Па тоа е параноја, почитуван колега. Тоа е вистинската параноја. Да излезе председателот на владата, вашиот премиер, а вие да седите дома цела година, да имате приватен бизнис или да имате не знам, дете кое што седи дома, се уште не тргнало на училиште, да огледате еден Израел како тргаат, како се отвараат и кафичи, и гостителски објекти, се враќаат сите во живот, а вашиот премиер да излегува и да вика немате никаква гаранција. Тоа е параноја. Вие живеете врз основа на стравот на граѓаните и стравот кој што го предизвикавте, и сега дополнително тој страв се засилува, па уште вчера не само јас и јавноста гледа тврдење, добро е што сме немале вакцини, па сме можеле, не знам која беше пулката. Важно, добро било што сме немале вакцини. Тоа го кажува премиерот на Република Македонија, председателот на влада, оној кој што треба да влева сигурност. Околу паранојата, морам да го коригирам колегата, да му посочам дека параноја уопште не значи ширење на страв. Медицински значи покрај разум. Прифаќам, не е медицинар, можеби не знае, меѓутоа обично народот го употребува за самобендисаност, недоверливост и несигурност. Оно што можам да го кажам, тврдам сега, е дека ширење страв воопшто нема, напротив, мислам дека моментално во државата има најдемократски методи секој да го изрази тоа што го мисли. Затоа се доказ многобројните емисии, контактни на телевизии, радија, на сите медиуми, па и на социјалните медиуми, на кои што представници од било која партија, било кога можат да го кажат она што го мислат и да не им фали влакно на главата. Меѓутоа, не можам да прифанам да одредени политичари шират омраза, шират дезинформации и да се закануваат
Внимавајте, да се закануваат дека некој ќе виси, дека некого ќе стрелаат или дека некако децата крв ќе му плукаат. Значи, тоа е неприфатливо во 21 век во една европска држава во која што постои демократија. Доколку власта е таа што треба да практикува демократија, исто и опозицијата треба да внимава на својот вокабулар и својот речник. Што е параноја? Еве да му објаснам, затоа што гледам дека не знае. Например, параноја беа жолтите комбиња кои што као се движеа низ Македонија и снимаа, значи тоа е покри разум, тврдење, снимаа дека и прислушкуваа кој што зборува. Се докаже, судскиот процес веќе при крај, мислам дека тоа воопшто не е точно, туку дека власта на ВМРО ДПМН имала цел систем за прислушкување, кој што ги следел нашите сограѓани, можеби и нас, не знам. Не интересира, јас нема што да крием од јавноста и да ме прислушкува да ви кажам, не ме интересира, го кажувам тоа што го мислам секогаш во јавноста. Параноја е да почетокот на кризата дека COVID-19 не постои, дека Заев измислил за да избега од избори, за после 3 месеци да почнат предпладне да плаче дека ништо не се презема, попладне да вика дека нели државата дека да се групираат на протести и да сакаат да барат предвремени избори. Параноја е да те демантира, значи покри разуме да те демантираат европски држави како Чешка и Словачка, дека си лобирал за нели вето во Европскиот парламент, а другата ден да како партија демек, а другата ден да ти испадат представници официјално државата и да кажат дека вие лажете. Тоа е покри разум, колега. Значи цело време од самиот почеток на изборите, па да не речеме пред изборите, има еден вокабулар агресивен, да не го искористам зборот насилнички, со кој што вие сакате да покажете мускули на народот. Има и пратеници кои што се закануваа на официјални службени лица, не ги кажам име и презиме, ќе видите што ќе се случи после 15. Од кога видовте дека довербата кај народот едноставно ја немате? Еве тоа се гледа и по слушателите на оваа емисија, мислам дека јасно и во јавноста. Од кога се види дека на 15 јули добиете мнозинството од гласовите во државата, вие поминавте кон блокирање класично парламентот. Како? Првен се надева дека ќе се заболиме од корона, па ги поднесува јадници амандмани на предлогот за промена на деловникот. Значи, како колега, јас бев председател на Совет на општина Велес, од првиот момент пратив барање до Министерство за локална самоуправа, за седниците на Совет да ги држиме онлайн. И ден денеска целиот Европски парламент функционира на овој начин. Значи, вие свесно го обструиравте промената на деловникот со цел да предизвикате да заболиме од корона. Зошто? Затоа што вие може да седите таму и 5 минути да си излезете. Или воопшто да не дојдете, како што многу често се случува, и да излезете од салата. Ние, кога се носат одлуки... Добро, докторе, намалете малце. Ке ве молам, па нема една работа која што ја кажавте која не е лага. Една работа не кажавте која не е лага. Една работа. Излажавте, па сега ве слушам овде, не можам да се сега. Прво, ај вака, се мешува и... Многу лаги, не го слушам. Многу лаги. Се од почеток до крај се што кажавте, многу лаги. Се воле гледачите да му дадат. Не се лаги, значи тоа го знаеме македонска певност. Ние се заканува. Кој ви се заканува на вас, докторе? Кој ви се заканува? Ке висите. Па тоа беше вашата парола, премиерот Заев, кога фрлаше боја по институциите, кога се шараше ке висите. Тогаш беа во ред тие пароли ке висите. Сега ви се заканувале на вас. Па вие бевте дел од шарената револуција. Вие се деревте ке висите. А сега луѓе одат во затвор за ке висите. Втора работа. Кажете. Минатата недела им се закани директно на здравствените работници. Не го зборувам за вас. Кој се закани? Видете сега, значи, вие во опозицијата имате еден оркестар. Почнавте со поднесување на јадници и амандмани ВМРО ДПМН. Значи, ја не прифаќам овде да ви слушам вие како... Ама не прифаќам вие да лажете од 200 ама еве сега ќе ви кажам ама веднаш ќе ви кажам од 297 закони вкупно во собрание ние блокираме 9. Тоа е помалку од 3
проценти од вкупниот број на закони. И како вие смеете овде пред јавноста да речете го блокирате собранието, вие се закинувате, вие блокирате. Чекај малце. Чекај. Некој не го блокира собранието. Собранието ви не е функционално. Абе го блокиравме со 2, 8, 20, не е важно, го блокиравме. 9 блокиравме. Од 297 закони, помалку од 3%. Зошто да не го блокираме? Затоа што се планира да се суспендираат 4 закони за клинички центар. 4 закони. Кој го спречува? Чекај малку, чекај. Кој го спречува министерот да го изгради клиничкиот центар? Ама чекај бе Коцичу. Ама чекај малку. 4 изборни циклуси го дававте и не го изградивте. Кој го спречува да го изгради клиничкиот центар? Како бе тие закони? Чекај. Како тие закони важат за сите важат тие закони. Закон за урбанистичко планирање, закон за градба, закон за јавни набавки. Само за министерот Венко не важат. Па вие го суспендирате, вие сте го прочитале законот. Знаете што пишува во законот или ширите лаги? Закон за клинички центари. Ние за законот поднесовме една единствена нема еден пратеник во свет. Слушаме да ти кажам, кој ќе гласа за еден закон со кој се суспендира 4. Ве слушам 15 минути ширите лаги, па го споменате деловникот. Ние сме го блокирале, па како да не го блокираме? Па вие, опозицијата. Докторе, чекај една работа да те прашам, доктор си, ќе те молам за објективен одговор. Стварно, ќе те замолам. Дали ковидот постои или не постои? Првата работа. И втора, не, го прашаш лидерот. Не, сега ја почетокот имам константна ставка, ќе се прашаш лидерот, нема да ме прашаш, извини. Те молам, врати ме само да го прашам. Дали човек кој што е заболен од ковид и кој што е на терапија, дали состојбата му е сериозна и треба да се грижи за своето здравје или може да учествува во работа на организација, институција па и собрание. Еве сега ќе кажам, колега. Дали има право на боледување или нема? Советник, дослушаме сега. Те слушам. Советник од ВМРО ДПМН, кога бев председател, активно учествуваше на 3 седници на Советот на општина Велес, на онлайн седница на Совет. Од ВМРО ДПМН, од болницата Велешка. Ти одговорив на второто, а за првото ќе се прашаш. Не, немој така. Да продолжам само со ова што го... Сега, нашата цел, затоа што и јас и цела пратеничка група сме подпишани на закон за поништување на законот за попис, е да го спречиме онаму каде што е изворот на проблемот. Тама работа ако излезат 5500 попишувачи кои што имаат контакти за обука, контакти за преземање на материјали, лаптопи, таблети, давање и така натаму. Не мојата врата дали ќе ја затворам. Ние како граѓани и како пратеници треба да му ја затвориме вратата на Државниот завод за статистика, да ја затвориме оттаму да не излезе еден попишувач. За воопшто да не се става и народот во ризик и да не започнуваме еден процес во кој луѓето ќе немаат доверба. Во моментот, еве ги слушате слушателите и вувачите, во Македонија луѓето немаат доверба во пописот. И сега, дали ќе сме отварале врата, дали нема да отвараме врата, тоа е помалку важно. Најважно е дека треба, еве апелирам и до колегата Коцич, ќе дојде предлог за престанок на пописот. Сега не е момент да се спроведе пописот. Истиот да го одложиме како Германија, истиот да го одложиме како Бугарија, како Соединетите Американски држави, како сите држави во светот кои ја почитуваат одлуките на UNC, кои ги почитуваат одлуките на Обединети нации, кои што ги почитуваат препораките и на Советот на статистичари и на конкретно прашање, ако вака продолжите, ВМРО и СДСМ, попис никош нема да има. Не е така. Кога вие ќе дојдете на власт, вие ќе сакате да направите попис, исто тоа може СДСМ да го прави. Зошто не се договорите? Затоа што на овој начин ќе се случи некој СДСМ инсистира, затоа што може би се плаши дуи ќе излезе од влада, па ќе има избори, ќе има криза нова. Ако се прекине пописот, СДСМ инсистира да се одржи, вие бойкотирате. Кој ќе дојдете вие на власт, од истите причини СДСМ ќе бойкотира, а вие ќе инсистирате да се направи попис. Ова е бесконечна приказна. Не е бесконечна, еднаш треба да ставиме крај. Воопшто не е бесконечна приказна. Треба национален консензус. Еве и сами рековте, попишувањето во диаспората е на онлайн и немаме контакти. Зошто да не го направевме тоа и овде истото? Зошто во време на пандемија алатката за онлайн попишување може да ја користат наши државјани од Камбера,
а не можат да ја користат од штип. Па имаме луѓе кои што се затворени цела година. Зошто не ги согледавме реалностите? Знаете зошто? Затоа што кога дојде законот за попис, ние предложивме 26 амандмани, Алијансата 11, и истиот ден законот за попис беше повлечен. Истиот ден. Ма три И беше- години е овој и закон. беше- Зошто само не да се ви кажам, договоривте? И беше 3 години е овој закон. Само да и беше поднесен по скратена постапка, имавме само 12 часа да поднесеме амандмани. Зошто има потреба ти? Па треба попис, па ќе седнеме, ќе се договориме. Па не е ова можеше критика ли да само се за седне? вас, ова е критика и за СДС. Ама ја ве Затоа, разбирам. че Треба да. Ја ве разбирам, критиката е од Може ли јавноста. само коментар за предлогот за законот што го повлековте во понеделникот? Во петокот, извини, четвртокот. Да, повелете кратко, ајде кратко, па ќе направиме пауза. Ве прашал гледач, слушател, се извинувам, пред половина час, зошто го повлековте законот за поништување на законот за попис? Ви рековте дека не е така, дека во процедура е. Апсолутно не е точно. Беше ставена точка на дневен ред и по ваш предлог, заедно со законите за обештетување на припадниците на АРМ, кои што надополнуваат 45 години, од кои што многу луѓе ќе имаат позитивни бенефиции, а со неговото повлекување сега негативни, и заедно со интерпелациите по ваше барање, односно по ваше условување, беа повлечени од дневен ред. Од друга страна, ова е типично антимакедонска кампања. Вие намерно со левица, мислам дека обструирате, односно ги терате македонците да не дозволат еден човек да дојде на 2-3 метри од нивната врата и да му каже како ќе существуваат и како филм Кој ќе имаат. гарантира, Коцичу? Кој ќе гарантира? Значи, Вие ли ќе гарантирате? дека ако сте кој ќе знаеле, гарантира? колега Левков, Еве, како ќе ти треба да дојде се еден- спроведе чекај попис. малце, ќе ти дојде еден Имате заповед, 11 20 години. дена да одиш. Абе, Зошто не спроведовте попис 11 години? Ма немој тие празни флоскули кои што се и Не се користел празни пред 6 флоскули, години. кажете ми, Немој дали на сега мене, сам не на сум било имал кој 11 начин? години. Ја и ти сме сега Еве имам претеници. прашање за тебе. Немојте сега така. Дали СДСМ на било кој начин ја го обструираше пописот кој што требаше ВМРО ДПМН да го спроведе 2011-2012? На било кој начин дали СДСМ ве обструираше? Ама зошто враќаш Ама сега, некој? дај, Ама зошто одговорете ми на враќаш прашање. некој? Ќе ве прашам Работи за кои што Каракачанов, нити зависи не од мене, одговорите. нити од тебе. 2021 Прашањата ми се година, јасни. Коцичу. Дали СДСМ вас го обструираше? 2021 Добро, мала година. пауза да ги Трет слушаме бран. реклами. Немојте сега. Левков, малку да се одмориме. Понудата на господинот Заев, кој што сега во моментов е премиер и мислам дека е многу широко града, не е за оно што го зборуваше господинот Марко, него се работи за еден друг начин на функционирање по примерот на Швајцарија и Германија. И сега ако имаме пример на функционалност во Швајцарија и Германија, јас мислам дека тоа е една основа за да се продолжат разговорите за промена на системот на функционирање. Меѓутоа, треба да сватиме дека овие криминални структури кои што се уште играат под чардашот од Будимпешта, првен треба ВМРО ДПМН да се ги исчисти, да се заврши со овие бивши структури кои што ја злоупотребуваат Ама се власта. мешате во внатропартиските работи. Не Велите сакам без да се Мицкоски. мешам, Може би меѓутоа, сега после следбата и Мицкоски ќе го прифати заедно. Генерално, мислам дека јас не би разговарал со структури кои што се уште играат под чардашот од Будимпешта. Закон за државенство. Точно е дека постојат граѓани во државата кои што имаат проблеми со регулирање на своето државјанство, својот статус, и тоа нанесува многу зло кој овие луѓе немаат никакво социјални права. Дека треба да се разговара околу тоа, да, дека законот кој што го предложија опозиционерите од Алијанса имаат фаленки, дека треба да се доработува, е факт, така да единствено треба да се седне на маса, да се договори она, како што рече премиерот, што е прифатливо во европското законодавство. Деловникот. Многу контрадикторно на почетокот кажа колегата дека не било блокирање, туку нефункционален парламент, после тоа да каже дека го блокираат деловникот. Јас сум за да се промени деловникот, затоа што сега во моментов апсолутно е во право Џафери кој што кажува дека плаќа 119 пратеници подписани на список, а тој не може да обезбеди кворум. Односно не можеме ние. Се прават трошоци државни, се праќаат пратеници за учество на собрание, за патни трошкови, за сите тие служби, огромни народни пари се трошат, а ние не можеме да оствариме. Предвремени избори. Тоа е пуста желба уште која изгубија изборите. Реков на почетокот, се работи за нивна перцепција на работите. Јас мислам дека првен требаше да испаднат во штип на избори на локални, па после да зборуваат за друго. Се плашат, уплашени се од она што ги чека на локалните избори и ова им е само алиби како да избегат од локални избори. Да завршуваме. Миле Левков, кажете тоа што го постави како прашање Трошановски. Една позитивна работа кај политичкиот противник. Истото прашање важи и за
Коцик. И сосема за крај, дали сте оптимисти дека еве, од понеделник, од таа средба ќе се изроди нешто квалитетно, заедничко и малку по-спокојно, барем во ова пандемска криза, ќе заплови македонскиот брод. Повели. Еве, наискрено не можам, нема ниту една позитивна работа која што можеме да издвоиме. Што да издвоиме? Еве, денеска не знам дали ги видовте сликите пред сала број 7 пред Белградскиот саем, каде што објавија слики по социјалните медиуми, пишува македонската редица. Што е позитивно? Што ги пуштија граѓаните да отидат да се вакцинираат. Па дури и тие кои што сака да се вакцинираат, вчера излезе вест дека нема да и важат дозволите за движење после 22 часот, па луѓето брзаат, стануваат во 5 наутро да стигнат до Белградскиот саем, да се вакцинираат и да се вратат. Новинарите се вакцинираат во Србија. Независни од полициски синдикат се вакцинира во Србија. Значи се мачите, ама не можете да успеете нешто дека е позитивно да малце најдете. контрапродуктивно да зборуваме за нешто што е позитивно. Ако го станува збор Оптимисти за сте после ова средба што е закажана. ќе видиме. За деловникот еве ќе кажам уште една срамна констатација од мојот колега Коцич, кој што сака да каже, не знам како успеа, собранискиот спикер Џафери плаќа 119. Мислам, само момент сега, дали како Љупчо Николовски кој што во емисија рече очекувам поддршка од медиумите, мислам дека беше на Телма затоа што ние ве плаќаме. Мислам, тој став дека Социјалдемократскиот сојуз или некој од нивните коалициони има некого на платен список и таа илузија дека тие ќе треба да работат за нив и дека луѓе се плаќаат и се купуваат, мислам дека треба малку да намалат со таа реторика, Добро, затоа прашање што за собранието е извор на суверенитетот во државата. Треба да го знаете деловникот, Го знам. протоколот се подпишува. Го знам. Да. Значи позитивно ке ВМРО ДПМН јас гледам, имаат кадар кој што сметам дека може да учествува во квалитетно работата на како се вика институциите на држава. Гледам колеги во кои што препознавам капацитет. За жал, господинот Левков не е во тие. Фала. Може да се навреди. Благодарам. Беше таргетиран како лице кое што најверојатно било директор во времето на Кочетската гимназија, кога било плаќено 3 пати поскап превоз на собаратниска седница од страна токму на господинот Николовски. Дали е тоа така, предпоставувам треба да ја запознае Па, кошарската ако и го имате македонската тоа, јавност. зашто не сте пуштиле кришна пријава сега? И од друга страна има спекулации дека санитарен државен инспекторат во некое време пред тоа има дадено забрана за функционирање на школските ветциња поради Ај кратко Тоа само, е. мора да Зборите, одговорите, Коци, затоа што што нема време, зборите, завршуваме. бе. Левков, ајде кратко сам. Ја не можам да го разберам Коцич кој што се обидува да биде адвокат овде на неговиот вице-премиер кој што е на 111-то место за корупција, Љупчо Па, добро, Николовски. вас- Ја не вие знам, сте прашали не знам сега коректно, дали тебе ти се конкретно, дали падна. сте праќале 3 пати поскап превоз? Не, еве, ќе ти кажам, не, тогаш се возе Јавноста ја учениците за интересира. разлика. Јавноста ќе биде запознаена и јавноста е запознаена и знае, меѓутоа за жал заради таквите постапки на ваши постапки и на вице-премиерот за борба со корупција од две реномирани светски институции сме прогласени и за хибриден режим и сме на 111-тото Хибриден режим место. сме времето на Груевски, господин Не, Левков. сега Господи, ајде сме. завршиме. 2014. Сега завршиме позитивно, малку оптимистички. Ајде. Да. Има капацитет во двете партии, меѓутоа треба вистински луѓе на вистинско место, тоа е мојот став од секогаш. И минатото, и сега, и во Да, иднина. Левков. Нужно е да процесот за преговорите со Бугарија, односно црвените линии да бидат исцртани токму во собранието, да се донесе декларација за преговорите. Нужно е и апелирам уште еднаш кај и до Коцич кој што наместо да се занимава со државнички работи се занимава и работи по налог на Љупчо Николовски. Не сте избран од Љупчо Николовски, вие имате други цели. За Да го Бугарија одложат се јасни, пописот, нема да преговори го за одложат, идентитет, да јазик, го националност, Ќе ве ништо. молам, Добро. Коцич, Ако да го вие сте одложат против тоа, пописот. тоа е ваш проблем, не е мој. Немојте така, немојте. Да. Благодарам Не на знаете најста. за Миле кој Левков. работите. Стадион. Емисија за вашата вистина.